И за крај од овој час, уште еден разговор, ќе најавиме еден значаен општествен настан кој што ќе се случува денеска во организација на Inner Wheel клубот Скопје Европеја по 9-ти пат. Се одбележа меѓународниот ден на толеранцијата, датумот е 16 ноември, но се разбира активностите продолжуваат. Годишниот настан е под силниот и емотивен слоган "Осамени и ние и тие", посветен на темата за осаменоста како социјален предизвик кој ги допира сите генерации. Ова утро со нас е председателката на клубот Гена Теодосиевска, која што ќе ни ги каже деталите. Ајде да не одзема многу време во најавата. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Бане, ви благодарам на поканата и местото што ни е одвоено за најава на овој настан. Што ве мотивираше еве годинава темата да биде токму осаменост? Јас сум од 2017 член на овој клуб, инаку е 2016 овој клуб основан. Значи следната година славиме 10 години, а инаку Inner Wheel во Скопје или во Македонија воопшто е основан од 2020 години ќе има сега оваа година ќе славиме. Имаме 5 клуба во Македонија, 2 во Скопје, 1 во Битола, 1 во Велес и 1 во Куманово. Сите заедно се обидуваме на различни теми да ја покренеме свеста на граѓаните дека можеме и да помогнеме онаму каде што не очекуваат. Едно е институциите кои што имаат полни раце работа, а друго сме ние граѓаните кои што треба себе си да си помогнеме. Осаменоста како тема некако цело време беше присутна во нашите разговори, веќе последниве 5-6 години, бидејќи осаменоста е фактички една последица од повеќе трауми. Едно е да бидеш сам повлечен во осама, како што некои фриволно тоа го прават, но друго е да бидеш осамен заради тоа што судбината едноставно ти поделила лоши карти. Има заедно со Црвениот крст годинава и со помош на секретарот Сузана Тунева Пауновска и нејзините колешки, социологот Емилија Елонора Андонова и психологот Ивона Георгиева. Ќе се обидеме да разговараме на таа тема, ќе ни се приклучи и психологот од Центарот себеслужувалка Тијана Ивановска и ќе ни биде гостин нашиот драг Игор Џамбазов, кој што после неговата книга Гол човек мислам дека предизвика безброј коментари кои што може да одат само во прилог на еден искрен и отворен човек како што е Игор Џамбазов. Така. Самиот настан денеска ќе биде отворен со краткиот филм Обичната Ели. Да. Што е тој филм? Јас обично како човек кој што е и филмски критичар и ваш колега, добро, не го кажав тоа на почетокот да не ми замерите, но наша колешка секако со задоволство. Јас се обидувам секогаш тој граѓански активизам и мојата желба да помогнам на другите да ја спојам со уметноста. И обично со моите членки, девојки, пријателки од Inner Wheel клубот Скопје Европеја се обидувам да најдам соодветен филм кој што би можел да биде прикажан пред трибината, темата, разговорот или дискусијата која што ја одбираме. Овој пат ја одбрав филмот на Лавинија Софрониевска Обичната Ели, еден симпатичен краток игран филм кој што беше прикажан на неколку фестивали, како домашни, така и меѓународни, и Лавинија понесе неколку награди, но секако мислам дека и е надрага она на незините колеги од фестивалот од Куманово Филмај, како што таа некогаш ми изјави. Додека Изабела Новотнија го игра главниот, централниот лик, Изабела доби голема награда за главна улога женска, актерска, на фестивалот во Требиње пред 2 години, кога овој филм и беше актуелен. Меѓутоа, актуелноста на филмовите никогаш не застарува, особено ако ги врзиме со тема или со едно секојдневно живење на граѓаните било каде во светот. Така што овој филм мислам дека ќе биде еден одличен повед во нашата дискусија. Така. Кога ќе се случи трибината денеска, кога започнува, кој се може да биде дел, па ќе се вратиме на другите прашања. Отворена е за јавноста трибината, ќе се случи, се почнува да се случува од 18:30 во кинотеката на Република Северна Македонија. Потоа го пуштаме филмот и почнуваме со дискусијата. Навистина секој ни е добре дојден, добронамерен, гостин, пријател. Учесници ќе бидат трите, како што кажав, социјален работник, имаме 2 психолози, Игор Џамбазов, јас ќе бидам модератор. Секако дека ќе се обидам да ги отвориме темите за осаменоста како еден голем проблем не само кај нас, туку и во светот, гледајќи во еден ваков зовриен 21 век
век на омрази, на војни, на неправди. Граѓаните треба меѓусебно да си помагаат и да го почувствуваат оној момент кога баш некому му е потребен. Значи, навистина треба да го антиципираме тој момент. А осаменоста знае да биде многу тешка. Сме разговарале со многу лица, брачни парови, но и млади луѓе, кои што исто така, особено оваа пост-ковид генерација, која што 2 години не одеше во средните училишта, едноставно од дома ја следеа наставата, не им е лесно ним воопшто и мислам дека треба да се посветиме и на ним и на нивното ментално здравје, но и на здравјето на помладата генерација, која што исто така заведена од технологиите, која што може да биде и многу, би рекла, има добробит, но има и своји лоши страни. Секојдневно е во допир со нив и повеќе време поминуваат со она што значи мобилен телефон или компјутер, отколку со вана и со гена, например. Так. А каква е тука улогата на организациите како Inner Wheel, например, во намалувањето на осаменоста и поддршката на ранливите? Да, ние како женски клуб се обидуваме со години да помогнеме на ранливо загрозените категории, обично со преку вести од социјалните работници или социјалните служби со кои што постојано сме во контакт. Тие бараат од нас или не замолуваат ако може да помогнеме во ова село, во овој град. Ние тоа го правиме доста често со донации. Го правиме и со посети, го правиме и со дружење, со повеќе центри, центарот за децата со посебни потреби, во средното училиште за децата со посебни потреби. Така што да секаде каде што имаме наши мали херои и хероини и повозрасни исто така, гледаме да сме дел од нивното секојдневие. Така. Што би сакале присутните да понесат како најсилна порака од трибината денеска? Минатата година, во 24-25 година, преседателка на тој меѓународен International Inner Wheel беше индинката Мапта Гупта, која што се бореше за здравието на тинејџерките. Додека во текомната 2025-26 година кормилото го превзема австралијанката Кеј Морисеј, која што вели дека нејзиното гесло ќе биде исправи се и биди пример. Тоа значи дека со нашите активности, со нашето однесување треба да бидеме пример за она што значи миролюбиво и професионално однесување во целиот свет, во нашето општество, во нашата микросредина, потоа и пошироко. Околу тема осаменост, кои категории граѓани мислите дека најмногу ја чувствуваат? Мислам дека највозрастните. Според согледувањата и истражувањата. Да, највозрастните, но да не ги заборавиме, како што реков, и младите, тинејџерите, кои што може би тие, како што реков, едно е осаменост, друго е осама, но и таа осама не знае секогаш да биде толку многу фриволна или доброволна. Некогаш таа осама е и заради игнорираност, да, не значи дека човек кој е обкружен со луѓе дека не може да биде осамен. Имено. Осаменоста како процес е секако доста влијае на секојдневниот живот, особено на повозрастните кои што видите нашата транспортна и патна инфраструктура не е докрај дооформена со години. Луѓето не можат од едно село во град да дојдат да си ги завршат своите најосновни човекови потреби. Да. Така што на тие луѓе им треба помош. И таа осаменост е навистина тешка. Така. И за крај во оваа минута што ни останува, како планирате да продолжите со активностите по настанот? Има ли идеи за дополнителни иницијативи, проекти? Секако дека ќе бидете известени како наши драги колеги. Ние понатаму гледаме да продолжиме со прифаќање на различните и ранливи групи категории, да помогнеме, да разговараме со нив, да бидеме дел од нивниот живот и нивното секојдневие и секако таму каде што треба лично да помогнеме. И со парични средства, но и со донации. И уште еднаш да подсетиме каква трибина, каде, во колку, за кого? Ги поканувам сите гледачи на македонската телевизија да повелат вечерва во 18:30 часот во кинотеката на Македонија, со тоа што влезот е отворен, а после тоа ќе имаме и дружење и со Игор и со сите други наши гости. Така, уште еднаш ќе кажам Игор Џамбазов меѓу Игор Џамбазов, да. Вие нашиот актерски маг, кој што јас навистина го обожавам, бидејќи еден од ретките кој што отворено и директно зборува за сите отворени прашања на секој граѓанин во Македонија. Ви благодарам, Гена, за гостувањето и за тоа што утрово ни дојдовте во Македонија на утро со оглед на
активностите што ќе ги имате во текот на целиот ден. Малку ве станавме рано. Нема проблем, ви благодарам многу вам искрено. Благодарам уште еднаш за гостувањето. Во 9 часот се и најновите вести, а веднаш потоа и нови содржини во Македонија наутро, повеќе посветени на културата.